Мирен протест пред Основниот суд во Кочани одржаа роднините и пријателите на осудениот Зоран Савев од Зрновци, при што излегоа со единствено барање да се обнови судскиот процес против него. Тие сметаат дека тој неправедно е осуден на 11 годишна казна затвор за кривично дело силување, иако според нив тој тоа воопшто не го сторил. Затоа и организирале петиција за да соберат потписи со кои од судот бараат повторно преиспитување на наводната вина на Савев, затоа што имале своји аргументи. Зошто пресудата се сведува со изјава заверена со зборот мислам? По 2. Зошто предложените сведоци не се сослушани и зошто нивните изјави не се земени во предвид? По 3. Зошто обвинението за случај од пред 3 години е донесено толку брзо, без при тоа да биде темелно испитано? По 4. Како оштетената, лице со епилепсија, може со сигурност да тврди дека не ги познава за неа веќе добро познатите сведоци, кога таа со незината болест се вметнува во категорија на несигурен и недоверлив сведок. Каде гледале и во чии записници читале судиите, кога упорно тврдат дека дури и сопругата на Зоран Савев е сослушана како сведок, а нејзико кој што ја држи паметот, досега е повеќе од сигурна дека не само што не е сослушана, туку и не е повикана на суд. Присутните на протестот рекоа дека сметаат оти се прекршени основните човекови права, односно било водено нестручно вештачење на случајот, а немало ни соодветни сведоци, заради што имаат сомневања за судската пресуда. Еве и овие луѓе кои се тука не дојдоа чисто така да не му дадат поддршка, него дојдоа затоа што знаат, го познават каков човек е бил. И затоа уште еднаш апел испрекам до овој суд. Барем да се исклучат сведоците, барем да ја дознаеме вистината, затоа што пред вистината молчат и боговите. Ќе кажам само дека ако е виновен, таму да остане доживотно. Но што ќе правиме ако се докаже спротивното, ако не е виновен? Кој ќе сноси тогаш одговорноста? Мене само тоа ме мачи и повеќето од моите другари, пријатели, роднини. Луѓето кои дојдоа на протестот пред судот рекоа дека се одржало само едно судско рочиште и за само еден час Савев бил осуден на 11 години затвор, без да се направи судско вештачење од референтна институција или пак во текот на судењето да се слушне мислењето на сведоци кои биле предложени од одбраната. Присутните на протестот рекоа дека очекуваат оти нивната петиција ќе биде прифатена и Основниот суд ќе донесе решение за повторување на судската постапка против осудениот, со што тој ќе ја докажал својата невиност и ќе ја отфрлил нанесената неправда.